Почитувани граѓани, наместо македонскиот ветер да се искористи за стабилизирање на енергетскиот систем и поевтина струја за граѓаните и компаниите, владата планира да полни приватни џебови. Владата на ВМРО ДПМН прави класична распродажба на националните ресурси од македонската енергетика. Иако владата го представува ветерниот парк на Алказар како историска инвестиција, фактите говорат нешто сосема друго. Моделот на Алказар Енерджи е јасен: разви, изгради и продај. Токму тоа се случи со нивниот прв фонд. Проектите развиени на Блискиот Исток беа продадени 100% на кинески државен конзорциум. Прашањето не е дали ветерниот парк ќе биде продаден, туку кога и на кого. Нема ништо стратешки овде, освен ако измамата на граѓаните не е стратешки планирана. Кој е вистинскиот бизнис интерес на Мицковски? Дали тука се вклучени и контроверзни имиња од регионот, добро познати во трговијата со струја? Дали со нив соработувал тандемот Мицковски-Божиновска? Пред една година од ВМРО ДПМН тврдеа дека паркот ќе обезбеди струја за 100.000 граѓани. Сега Мицковски ја смени лентата и од собраниската говорница најави дека страска компанија ќе откупува струјата. Кого на вистина ќе го снабдува овој проект? Народот или приватниот купувач? Прашуваме, зошто бизнис моделот кој се темели на продажба се представува како долгорочно стратешко партнерство? Случајот Алказар Енерджи отворија и серија на прашања за тоа дали има добиено одобрение за градба на овој ветерен парк. Сада само бара јавно да се објави кој го издал одобрението за градба и кога истото станало правосилно, ако воопшто го има. Поради временската рамка и законските рокови, отворени се сомнежи за нетранспарентност и можно кршење на законите.